Веќе 2 години Македонија е во центарот на големиот мигрантски бран што ја зафати Европа. Над милион луѓе минаа низ земјава само изминатата година. По барање на председателот Иванов, лани АРМ се распореди на јужната граница. Постави жичена ограда, а неколку пати беше на директен удар на дел од мигрантите, кои сака насила да влезат во земјава. Војници беа повредени, а опремата им беше оштетена. Со затварањето на Балканската рута, обидите за илегален влез се зголемија. Секој ден над 100 лица се спречени од армијата да влезат во земјава. Дополнително уште 200 од полицијата, кои исто така е распоредена на јужната граница. Сакавме да минеме ноќ со патрола на АРМ, да можеме од прва рака да видиме како работи армијата, со кои предизвици се соочуваат или наедноставно, како и да се биде во ноќ на патрола со АРМ. Место за прва средба со припадниците на АРМ беше во периферијата на Гевгелија. Се започна со краток брифинг. Прецизно, војнички ни беше кажано кои се правилата. Поради наша безбедност ни беа дадени панцири и шлемови. Не знаеме на што ќе налетаме, ни објаснија. Од тука, со джип директно не однесоа на јужната граница. Пред околу половина час припадници на армијата не превземаа од Гевгелија. Моментално се движиме западно од популарниот граничен Камен 59. Тоа е местото каде што изминатиот период се случи оние несакани инциденти меѓу армијата и полицијата и мигрантите кои пробаа насилно да влезат во Македонија. Ние тука ја направиме практично и првата пауза, а потоа ќе продолжиме да се движиме со единица на АРМ и да се увериме и да видиме со какви се пречки тие и какви предизвици се соочуваат во извршувањето на своите редовни активности. Како што може да видите на само километар од мене, значи јужно е оградата жичена што ја постави војската, а после тоа нормално е Република Грција. Тука се случуваат и оние илегални преминувања на мигранти. Пеш дојдовме до самата гранична линија. Тука патролата се комплетираше и тргна да се движи паралелно со бодликавата заштитна ограда. Теренот беше тежок за одење пеш, а опремата дополнително го отежнуваше движењето. Ноќта полетка паѓа тука на македонско-грчката граница. Продолжуваме со патролата на АРМ да се движиме западно од Каменот 59. Можете да видите дека околу има како шумес предел што го прави погоден за криење на оние кои што сакаат илегално да влезат во Македонија, така што тоа дополнително ја сложнува работата на војската. Ова што го гледате на мене е балистички панцир, ни беше наложено да го носиме како што кажа за наша лична безбедност. Верували или не, само овој панцир тежи 11,5 кг, така што може лично да се уверам со тежината што припадниците на АРМ секојдневно ја носат при извршувањето на нивните задачи. Продолжуваме, како што кажав, да се движиме западно, ќе мора малку да побрзаме бидејќи патролата веќе отиде над нас. Исто така, како што кажав, ноќта полека паѓа и ни беше забрането да употребуваме светло што го имаме на камерата, бидејќи на тој начин не само што ќе ги откриеме позициите на АРМ, туку можеме и дополнително да искомплицираме нивната работа, бидејќи има под текот на целата граница има поставено заседи на војска, значи се патролира мобилно со движење, меѓутоа во околните шумички има поставено и заседи кои што со софистицирана опрема 24 часа го наблюдуваат теренот.
Во вечерни услови патролирањето е дополнително оттежнато. Армијата употребува ноќни визири да има преглед на теренот. Ниската шума е идеална за илегалците. Војниците ни кажат дека армиските кучиња се тука најкорисни. Можат да намирисаат луѓе на големи далечини и соодветно да сигнализираат. Тие и најчесто ги откриваат илегалците. Првата заседа беше поставена неколку стотини метри од граничната линија. Мораше да биде апсолутна тишина, мобилните телефони исклучени, а единствено се слушаше ветрот. По повеќе од 1 час поминати на ова место, ни беше јавено дека на 300 метри од тука, мобилна патрола фатила 6 илегалци. По 5 минути бевме таму. Седнати во тревата беа 6 мажи. Имаше и малолетници. Само ќе се чекаше да дојде војната полиција и да ги идентификува. Војниците будно ги чуваа, бидејќи не знаат за какви луѓе се работи. Некогаш дел од овие илегалци носат и ладно оружје и никој не може точно да предвиди како ќе реагираат. Ова е едната група на мигранти, 6 на број. Армијата ги фати пред околу 20 на минути. Пред малку ни јавија дека уште една поголема група е фатена на некој километар од тука, така што сега во овој момент ќе се упатиме на тоа место. Еве, пред само околу 10 на минути, армијата во акција успеа да фати вака слободна процека околу 15 мигранти кои проба илегално да влезат во Македонија. Има и жени и деца. Процедурите вика дека наредно треба да дојде војната полиција да изврши идентификација. Во оваа група имаше жени и деца. Војниците ги преброја и се поставија околу нив. Не им се доближуваа премногу за да не ги уплашат децата. Војната полиција пристигна за 15 на минути. Внимателно, еден по еден ги претресе. Во ранците носеа малку храна, документи и кебиња. Жените пак ги претресоа припадничките на војната полиција. Печаток ни остави дека работите кои им ги извадија од ранците за преглед, уредно им ги враќаа назад. Со снимателот коментиравме дека ова не се случува ни при рутинска цариска контрола на цивилен аеродром, кога нередот од проверките секогаш сами го средуваме. Еден час подоцна, околу 3 наутро, јавено беше дека во близина на граничниот премен Богородица е фатена група од 40 мигранти. Ние сепак решивме дека е доволно за нас. Уморот си го напре своето, па побаравме да не вратат во Гевгелија. Тука и се поздравивме. Мора да истакнеме дека во текот на целото снимање нивниот однос беше повеќе од коректен и пријателски, а со внимание ни одговара на сите прашања кои цело време ги поставувавме. Утредента во касарна Тилендер во Скопје не пречека подполковник Јаневски, портпаролот на РМ. Го прашавме дали армијата има капацитет да се справи за уште поголем број на мигранти. Согласно анализите и проценките кои ги правиме, за секој период што се однесува во понатамошен период и за сегашниот период, како што ги правевме и досега, соодветно на тие анализи и проценки ние употребуваме капацитети, односно персонални и технички средства, кои би биле доволни за спречување на било каков предизвик во однос на бројноста на нелегалниот мигратски бран. Тоа го докажавме и воедно и во мартовските случаи, што имаше и преку 1000 нелегални обиди за минувања кои беа успешно спречени.
Снимањето на оваа репортажа беше комплетно ново искуство за нас. Директно се уверивме дека припадниците даваат се од себе да го сочуваат нашиот мир и повеќе, подготвени се доколку е потребно да останат уште долго на јужната граница и да го одвратат секој оној кој сака нелегално да влезе во земјава.